Господин Хаджиевски, приключихте шампионата за първия полусезон с неприятна загуба. Две думи за мача и няколко изречения за първия полусезон от шампионата. Па вака се, за наша несреќа, ние почетокот на шампионатот, првите 4 круга и во првиот дел и се во вториот дел имаме ЦСКА Левски и ЦСКА и Левски. Може да во првиот дел ЦСКА не беше толку, но тогаш не беше во криза ЦСКА. Вториот круг од шампионатот. Пак беше во една силна мотивација. Сега дојде во полна форма против нас. Левски е лидер во шампионатот. Така да играш ти со скрпен одбор со многу дебитанти во лигата. Со толку силни одбори. Виждате вие сами разликата, но јас сум шаслив че и во такви тешки условија ние нешто правиме. Не сме најлошите. Имавме добар сезон во средината на првенството. Казав многу пати, малиот фонд на фудбалисти и уморот си го направи своето. Да ние паднавме сега овие мача. Но добро е за нас што сега сврши шампионатот, така да сигурно дека фондот на фудбалисти ќе е побогат во пролетниот дел од првенството, дека ќе има пополнувања со некои подобри, поопитни некои фудбалисти. Ако немавме шанса во летото, тоа што всичко беше за една седмица, без подготовки, и дека со едни добри подготовки ќе покажеме друго лице, ќе излеземе од оваа ситуација, како излезовме и првиот пат. А денеска доволен сум дека дадове всичко од себе. Се бореа, немавме, знаете дека немавме решенија, нова заштита, Дани Иванов го правиме десни заштитник и секоја чест за него како одигра, како да имал 200 мача на таа позиција. Машки, видовте дека второто полувреме, првото полувреме така некако не падна головите, да чакаш секоја минута дека ќе падне гол. Добро се држевме, добро затворивме, имаше ризик зашто е многу голема разлика во качеството, затоа малку се повлековме и требаше да ги покриваме и заштитниците и отпорните халфови на играчите кои се нападатели. Значи многу трчање имаше, течање во тој првиот дел. И еднаш Костадинов не избега за првиот гол внатре во 16 метра, центаршутот и падна првиот гол. Отпорен халф. Всичко во другото, Сангаре држевме, крилата држевме, отпорните плеймейкерите ги држевме добро. Но ето, класни фудбалисти се тие, имат возможности и физически и тактически, и ние викаме од скамејката, ние виждаме дека овој крајниот 21 заштитникот на Левски, Алдаир, 40-50 метра трча од негова позиција до пеналтикот, а ние виждаме од клупа, а фудбалистите внатре во терен не гледаат дека сам иди, получава топка од далеку и за пенал за вториот. Значи, тоа не е комбинација некоја. Тоа се работи кои се читање на игра. Ние можеме да физически да ги спремиме, ние можеме тактически да ги спремиме фудбалистите, но ти не можеш да му дадеш читање на игра. Тоа се добива со опит, со искуство, со мачеви. И едноставно, ето, не го фатија тој момент. И во такви некои грешки ги приневме тие 2 гола. Второто полувреме резултатски 1-1 завршивме. Ние дадовме всичко од себе да покажеме на овие наши верни фанови кои вопреки и лоши резултати сепак не подржават, дека ќе се бориме, ќе се биеме, ќе даваме всичко на терен. И покажавме некои качество. Имавме неколку шанси во второто полувреме, но ритмот, темпото, видовте дека е зголемен, дека ние не се прибравме да чакаме за колку ќе премине. Мерси. Нешто.